Топ тема, добро вечер. Три датуми се значајни кога станува збор за стратешкото партнерство меѓу Македонија и САД. 7 мај 2008 година, кога во Вашингтон Антонио Милошевски и Кондолиза Рајс ја подпишуваа декларацијата за стратешко партнерство и соработка. Тогаш, како утешна награда што американскиот председател Буш не успеа да го спречи грчкото вето за членство во НАТО на самитот во Букурешт. А следните два датуми се 2 јуни 2022 година, кога на ниво на највисоки представници на Министерството за надворешни работи на двете земји се одржува првиот стратешки диалог Македонија-САД. И повторно јуни, но во 2023 година, кога во пентакот тогашниот државен секретар за одбрана на САД Лојд Остин и тогашната министерка за одбрана Славјанка Петровска го подпишаа така наречениот стратешки одбранбен договор, или официјално насловен 10-годишен патоказ за соработка во одбраната. Од друга страна пак, со сега многу исмеваната ЕУ, можеби и со право, ако ја гледаме само хипокризијата околу почетокот на преговорите на земјата, Македонија има обврска за целосно усогласување на заедничката надворешна и безбедносна политика. А таа обврска на 19 ноември лани двете страни ќе ја конкретизираат и со договорот за партнерство и за безбедност и одбрана, што го подпишаа министерот за надворешни работи и трговија Тимчо Мацунски и тогашниот висок представник на Европската Унија за надворешна политика и безбедност Жозеп Борел. Оваа малку подолга хронологија сама по себе веројатно е доволна за оние што сакаат да сватат дека во новите тектонски геостратешки поместувања работите не се нималку црно-бели, најмалку може да се сместат во прашањето или си за САД или за ЕУ и дека секое застанување прв во редот, освен тоа да се биде прв, треба да се има и детален одговор зошто. Од тука вечерва на дилемите. Каде се движи Македонија во новото геостратешко репозиционирање? Стратешко партнерство со САД или политика на додворување кон новата администрација во Белата куќа? А зошто не, кога европската хипокризија е без крај? Кој е македонскиот есап во Ние сме Трамп, Трамп е со нас. Дали европската политика е само ставот на Орбан? За овие прашања, мој вечерашни гостинки се Иванка Василевска, пратеничка на ВМРО ДПМН. Добро вечер и добре дојдовте. Добро вечер. И Славјанка Петровска, пратеничка на СДСМ. Добро вечер и добре дојдовте. Добро вечер. Василевска, малку подолг контекст и подолг вовед намерно, за да цитирам клучни документи кои што во моментот вообичаено во јавноста надавање во стилот или и тие отсликуваат сликата генерално која што е и врз основа на она на што сме ставиле подпис и што сме се обврзале. Со оглед на крајно непредвидливата динамика во која се одвиваат случувањата околу Украина и пред се огромната неизвестност околу иднината на трансатлантските односи, што е подобро? Да се свати потребата од диалог, комуникацијата на потезите и одлуките кои што ги носи и ги презема власта, или арогантно и за голем дел од јавноста потценувачки да се одговори па така решивме. А по тоа па така решивме, кога се во прашање домашни теми, подразбираме и слушаме, имаме мнозинство, имаме програма, ни се може. Добро, отворивте многу теми и апсолутно сметам дека се важни да се артикулираат во јавноста. Искрено јас ги сакам хронолошките и длабоки воведи, бидејќи истите треба да ни кажат точно каде треба да застанеме и која е кулминацијата на самата дебата
и е здраво за нашето општество да ги отвараме сите теми кои што се значајни за да можеме да го подобриме и нивниот резултат и практично и целата динамика. Од аспект на тоа како некој ќе го артикулира одредениот одговор, ценам дека секој одговара сам за себе. Во однос на генералните политики кои ги имаме и ние како јас како дел од владеачкото мнозинство, можам да ви кажам со сигурност дека се направени длабоки анализи, дека длабоко е промислен секој чекор кој што е превземен од аспект на нашиот пристап кон водењето на меѓународните односи, поучени од искуството од минатото, поучени од целосната слика која што генерално се менува на глобален план. Процесите кои, јас би рекла, овде на Западот... Од каде ова предпоставува дека велите длабоко се обмислени, длабоко се анализирани, не би имал причина да се сомневам во тоа, меѓутоа тоа предпоставува дека вие внатре во партијата веројатно имате повеќе информации и тој што вели така решивме, едноставно не чувствува, односно премиерот не чувствува потреба истите тие темелни пристапи, анализи, сознанија да ги предучи и на јавноста? Морам да ви кажам, познавајќи го сензибилитетот на премиерот, сепак долги години во опозиција соработувавме заедно и мислам дека во таа реченица сака да каже дека има кој може да го елаборира тој аспект, а секако тоа е министерот за надворешни работи и трговија. Во секоја смисла и тимот кој што на стручњаци кои што можат да го објаснат како и соопштенијата кои што се даваат, претпоставувам дека е тоа намерата. Инаку во интерес на јавноста мора да си признаеме, ако Марк Мазовер кажува во кратка историја на Балканот дека колку и да чукаат секаде низ Европа часовниците во ист ритам, на Балканот некако секаде на различно географско подрачје низ истиот чукаат со поинаков, позабавен ритам и така натаму, па така и кај нас многу тешко се разбира, ова е секако во една политичка филозофска конотација кажано, но она што е клучно е дека многу од работите кои што се случуваат актуелно во моментов беа најавувани и оние кои што ја следат геополитиката, јас сум и професор по историја на дипломатија и уживам да ги следам тие процеси бидејќи тоа ми е и работното портфолио. Не ретко сум го споменувала истото и во минатото, дека нема работите да бидат онака како што се представени или можеби треба да внимаваме на одредени аспекти. Но сега во конкретниот случај имаме одлуки кои што ги носи власта, одлуки за кои што застануваме мнозинството, значи кои што ги поддржуваме тие политики. Како застанувате кога не ви се објаснете? Власта е извршната власт која има законско право да ги носи тие одлуки, меѓутоа контролниот механизам сте вие како професор, како што споменавте, нема ли поттик кај вас некој да дојде во комисијата за надворешни работи, во комисијата за одбрана, да ви објасни што е што ќе ги разгледуваме деталите, бидејќи јас во самиот вовед спомнав еден спој или еден условно судир на два стратешки договори. Па не би рекла така, видете. Нашата политика ќе се заснова, тоа беше пропишано и во изборната програма, се преточи во владината програма, во интересот внатрешен на Македонија. Од тој интерес извира и нашиот однос кон сите надвор. Само на таков начин секоја една зрела политика може да верува дека може да донесе добробит и за своите граѓани, но и подобро да се представи на меѓународно поле. Вие во вашата теза на самиот почеток убаво кажавте, можеби и заслужено, но морам да ви кажам дека овој мал пат од аспект на евроскептицизам кој што го прикажа пред некоја недела фондацијата Конрад Аденауер, можеби е пат на довербата или вербата од очекувањата на македонските граѓани беа одамна истите да бидат дел од европскиот организам, а тоа не се случи. Од друга страна, во минатото, тоа не сум го рекла само јас, тоа и моите колеги го имаат кажано периодов, но верувам во тој, затоа сметам дека е значајно да го споменам.
Во минатото бевме критикувани дека немаме јасна определба кон нели нашиот стратешки партнер или не сме доволно визибилни таму или не знам што. Во овој случај мислам дека ние добивме една навистина сериозна подкрепа од аспект на тоа што го поддржавме. Значи, нашиот стратешки партнер Соединетите Американски држави во заложбата да спроведат еден поинаков тип на дипломатија кој се очекува дека ќе донесе можеби повеќе плод. 3 години имаме војна на европско тло. И тоа е нешто што и за Европската унија, но и за нас како цивилизација е недозволиво да се случи во 21. век. Имаме нерешени бирократизирани прашања кои што ги излегуваат од рамките на Копенхашките критериуми. Во минатото некој прифати многу работи кои што не требаше да ги прифати и исто така никој не беше консултиран и информиран. Јас ќе ве потсетам, Боби, кога се носеа оние така наречени препораки од францускиот предлог, тоа беше навистина огромна мака да се дојде до било каков допир со тогашниот министер за надворешни работи Бујар Османи. Па не сакаше да дојде, па тогаш само крајните заклучоци ќе ги кажал. Па само кој има државна тајна безбедносен сертификат смее да го види да го. Па и не го примивте на неколку наврати. Морам да ви кажам дека тоа навистина таквиот пристап во политиката е недозволив и не вродува со плод, можеби на некого ќе му одговара и тоа не верувам кај нас дома, повеќе можеби некому надвор, но во однос на нашите национални и стратешки интереси ценам дека не е некоја драма, туку напротив е еден исчекор и еден показател и на крајот од криштата ние не треба да се затвараме во балони. Мислам дека сакајќи да развиеме плурализам, ние развивме еден прототип на стереотипот на однесувањето од едноумието кој што го преточивме во 30 годишна транзиција, кој што постојано има забелешки и онаму каде што нема простор. Ако ние сме Трамп е наш, а од цела ЕУ единствено ни е валиден ставот на Орбан, добро, тогаш е двоумие. Јас, Боби, имам почити према мојата соговорничка и не сакам премногу да го окупирам просторот, но не е така. Ќе дозволам време. Ова е само нафрлам тези кои што подоцна ќе ги... Пред 10 дена имавме состанок со Мешовитиот парламентарен комитет, прв пат во историјата од 21 година постоење на Мешовитиот парламентарен комитет за стабилизација и асоциација. Во Македонија примивме 13 европратеници со кои разговаравме сериозно за битни теми. И тоа многу малку медиумите го покрија, многу малку имаше интерес или сознание, дури не е морам да ви кажам, не е прв, ова е 23-ти состанок официјален во Македонија. Но сакам да ви кажам, прв пат дојдоа толкав број на европратеници. Обично доаѓале максимум до кај 5, ми се чини од тоа што ми кажа службите. И од моето искуство од минатиот мандат. Но имаме теми каде што имаме допирна точка и сериозно разговараме. Имаме и одредени проблеми и препреки на патот кон евроинтегративниот процес за кој што исто така треба да најдеме решение. Идејата беше да ги намерно да ги конфронтирам тезите за да создадеме некаков простор кој што навистина го нема во јавноста за една посериозна дебата од она сурово определување про и контра. Петрос, кајте во тој контекст за вас контра прашање зошто пак еве власта која што има мнозинство, доби мандат да ги креира политиките, не треба да го прави тоа што го прави и ќе се тоа што смета дека е исправно, поедноставено во една реченица од последниот брифинг во Министерството за надворешни работи во сите нови контексти, тоа е сесарно на страна на стратешкиот партнер САД, а посветени на стратешкото посветени на неостварената цел, стратешка цел за членство со Европската унија. Дадовте на добра хронологија на тоа какви се нашите и кога започна нашите односи со Соединетите Американски држави, нешто што изминатиот период многу се експлоатира и мислам дека тука подеднакво сите политички партии, некоја повеќе или некоја помалку, имаат улога во градењето и надградувањето на тие односи. И мислам дека тука расчистивме веќе, не во оваа емисија, меѓутоа и генерално, дека најголемиот дел како резултат на тој договор вие кој што го подпишавте се воведоа тие годишни состаноци. Министерот една од првите задачи при новиот министер за одбрана, една од првите задачи при преземањето на должноста му беше присуство на тој
годишен состанок, преглед како ги нарекувате сега, да не навлегуваме во Така тие е. детали, и континуитетот е секогаш добар. Континуитетот е добар затоа што така ја градиме државата. Она што недостасува во што пред малку го зборувавте со мојата колешка е во суштина што сме научиле од минатото. Ако тогашната опозиција, сегашната власт критикуваше внатрешно, и јас бев еден од критичарите на начинот на кој беа презентирани предлозите од така наречениот француски предлогот, не за содржината, начинот на комуникација, тогаш овој пат како власта сегашна требаше да покаже дека е тоа научена лекција и дека треба малку повеќе да ја отвори темата за тоа каде се движи нашата држава, Република Северна Македонија, Република Македонија и така натаму. Зошто го велам ова? Секогаш кога постои недостаток на доволно информации во јавноста, и ова сум го зборувала и како министерка за одбрана и сега како опозиција, ризикувате, а кога сте власт, одговорноста се разбира дека е поголема, ризикувате тие да бидат пополнети со полуточни, делумно точни, точни, неточни или неточни информации, што е уште полоше и можеби да креираат и погрешна слика. Власта има одговорност да презентира што се случува онаму каде што опозицијата нема пристап, тоа е во официјалните седишта на институциите, НАТО, нашите стратешки партнери и така натаму. Јас во собрание поставив прашање на премиерот. Се однесуваше деломно и на ова што сега го зборуваме. Во моето прашање апсолутно кога го образлагав, пред да го поставам, кажав дека е за поздравување се посетите. Но ние немавме што е исходот од тоа. За жал недостасуваше една официјална средба на политичко ниво. Не зборам за оние средби кои ги има и секоја средба за мене е за поздравување, освен ако тоа не предизвика политички проблеми. Со луѓето со кои што премиерот и неговата делегација се сретна, јас не ги сметам апсолутно за проблематични, но не видовме средба на соодветно политичко ниво, кое сето она што изминатиот период ние зборувано по формирањето на оваа влада, а тоа е дека имаме исклучително добро место, сме позиционирани во конкретниот случај кај нашиот стратеж Соединените Американски држави, ќе беше потврдено. Набргу по враќањето третата посета на премиерот и делегацијата, ние видовме фотографија на министерот за надворешни работи на Грција со неговиот колега, државниот секретарат на Соединените Американски држави. И веројатно тука се поставува прашањето и впрочем затоа и јас бев пратенички испровоцирана да го поставам прашањето дали се разговарало за позициите на Република Македонија во Соединените Американски држави, односно во Вашингтон. Во делот на нашите односи со Европската Унија, од она што се изјави или не давање изјави на високите представници на државата, министерот за надворешни работи, премиерот и така натаму, всушност е отсуството на тоа што ние сметаме за официјалните политики на Европската Унија. Да, ние сега зборам како држава, немаме сигнал од власта дека се откажуваме од процесот на европска интеграција, кој апсолутно сите ќе се сложиме дека за Македонија особено е и тежок и понекогаш се наоѓаме во торсокак, сметаме дека нема излез, меѓутоа дали сме подготвени тој пат да го продолжиме понатака или не. Заклучоците кои ги донесовме, и јас бев присутна на седницата на Мешовитиот парламентарен комитет, се во таа насока. Во насока дека ја потврдуваме нашата европска интеграција и дека сакаме да бидеме на линија на тоа што е заедничка надворешна и безбедносна политика. Да, имаше коментари од нашиот министер за надворешни работи дека Република Северна Македонија може да се пофали со 100% усогласената заедничка надворешна и безбедносна политика со Европската Унија. Меѓутоа тоа е резултат на претходните одлуки кои сме ги носеле. Сегашното наредно согласување или во извештајот следен ќе се верификува врз основа на нашето позиционирање или не позиционирање на она што сме го носеле или како држава, како влада, не се носеле одлуките. Така што мислам дека тука сериозно веќе заостануваме. Денеска добивме силни пораки од амбасадорот на Полска во име на претседателството со Европската Унија, кој исто така очекува, барем јас така ги читам тие дипломатски пораки, одважност и позиционирање на Република Северна Македонија во поглед на тоа што се политики на Европската Унија. Јас мислам дека премногу се истрчавме, особено владата, се истрча во пренагласувањето, еве да ви кажеме ние колку сме блиски
со Соединените Американски држави. Мислам дека за такво нешто немаше потреба, бидејќи како што реков, тоа е заложба и тоа е определба на сите политички партии, ќе речем, кои досега биле на власт. Или во конкретниот случај, апсолутно тоа го дели и Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Меѓутоа, апсолутно недостасува став на владата во поглед на тоа каде сме со Европската унија. Тука собранието апсолутно, да речам, е во предност, токму заради овие заклучоци кои двете ги споменавме, меѓутоа бидејќи владата ја има тежината и го прави тоа што го прави, особено е важно. Да не зборувам дека според мене, мислам дека не беше ни време ни место да се организира билатерална посета или како што беше наречен самит со Унгарија, особено ако се има предвид кој е ставот на сестринските партии во ИПП, кои малку и го критикуваа Орбан за неговото однесување. Така што, а од друга страна па имам недостаток или не сум видела, ќе ме коригирате ако грешам, средби на премиерот на подеднакво високо ниво со челници на останатите европски држави, кои исто така по други основи се наши многу важни партнери и кои во сиот овој изминат период ни помагале. Со некој нив имам исклучително добра економска соработка, така што мислам дека во тој дел малку недостасува. Повторно ќе кажам, ако на почетокот не се даде таа изјава која се јас ја цитирав, а тоа е дека така одлучивме, верувате тогаш и се дадеше пообразложено, поголемо образложение. Зошто така одлучивме? Па ние сами како јавност зборувам да го излековме заклучокот, тогаш мислам дека и тензијата и таквата поларизираност во јавноста на оваа тема немаше да настане. Така што по ова можам само да заклучам, за да не одземам многу од времето, дека во суштина она за што бевме критикувани во минатото, во суштина сега барем на ова се покажа дека за власта не е научена лекција. Па, јас сметам дека тука има многу работи со кои што се согласувам со вас, но има работи кои што би сакала да ви ги укажам. Пред се, например, зашто не ја забележавте средбата на Мицковски со Макрон? Таа беше пред неколку месеци. И таа беше една историска средба каде што сериозно се дискутираше за многу важни прашања и не се обрати внимание, фокусот не беше поставен натаму. Понатаму имаше неколку посериозни средби од формирањето на владата до овој период кога нели кулминираше со повторниот избор на американскиот претседател Доналд Трамп, 2-3 посети нели во Соединетите Американски држави, каде навистина се покажа една проактивна улога на нашата влада во желбата да се едноставно адресираат одредени пораки кои што секако се однесуваат на македонските интереси. Има уште еден момент, не може никако да се поистовети, барем не сега за сега, нели сепак сме интелектуалци, треба да имаме одредена скепса, јас се согласувам, таа е здрава и добра, но не би рекла дека можеме да го поистоветуваме самоволието на поранешниот министер за надворешни работи Бујар Османи со било која поставка на било кој член од актуелната влада. И причините се многу, ги знаеме сите. Она што е клучно и што треба да се внимава, па самиот однос на целиот начин на водењето на надворешната политика на Бујар Османи, одлуките кои што ги донесе, прифаќањето на се и се кое што беше ставено на маса, неговата улога во тој процес и секако немањето слух за мнозинската нели македонска етничка заедница, на потребите на државотворноста која што почива на основи така натаму, многу се големи тие причини кои што и јазолот е огромен, кој што е настанат поради таквиот избор на министери и неговите постапки. Тие политики да се препишат на тогашната влада, бидејќи не верувам дека има министер за надворешни работи кој што може самостојно да ја носи одредени одлуки, а барем на тоа не реагираше на тие постапки. Например, одредени одлуки кои што се носеа останатите представници на тогашната влада, иако најнеблагодарно е да се зборува вие вака, сам веќе ми е толку дегутантно, искрено се обидувам да го избегнувам таквиот наратив, ама за жал во тој период имаше огромна сервилност и прифаќање на се кон нели тогашниот коалиционен партнер на актуелната владеачка гарнитура и на тој принцип се водеа неконзистентни политики кои наштетија на Македонија на многу начини. Јас се согласувам дека Славјанка Петровска како министер за одбрана дала се од себе и постигнала резултати.
И тие резултати ги продолжува следната власт и следниот министер за одбрана. Така треба да биде во едно развиено демократско општество. Но сенката која што се фрла на тоа е неодговорноста на една одредена помала група на министри во тој период, па и начело со двајцата првашни премиери, кои што не работеа за интересот национален и стратешки на Македонија. Или и тие тогаш не ги објаснија одредени теми. Ајде да се сетиме на неуспешниот, нели, оној пропаднат референдум во врска со промената на уставното име. И како тогашниот премиер Зоран Заев се однесуваше кон тоа прашање. Во позадината на тоа прашање е Боби третиот потпис кој што стои на преспанскиот договор. Но никој не излезе во тој период да им објасни на граѓаните. Тоа беше период на длабока поделба, жал, очај и голема неизвестност. За голем дел од нас, вклучително и за мене. Беа и критикувани и се дебатираше и на крајот веројатно дел од цехот кој што го платија и тоа. Сега прашањето што го се обидувам да го наметнам е како што вели и Петруска, дали влегуваме повторно во таа замка на една арогантност, па дури и почетни степени на авторитаризам на ВМРО ДПМН, кога се што ќе се доведе во прашање, кога ќе се побара објаснување за одредени политики, се завршува со тоа, како што беше одговорот за една многу значајно прашање. Така речивме, па што? Се надевам дека нема тоа да биде така и мислам дека е несреќен избор на моменти. Има многу пошто може да се покаже дека не е истото, не кореспондира со реалноста, но и не кореспондира кога се сетат, кога се пуштаат ленти, воопшто не кореспондира. Тогаш имаме до сантиметар ни се објаснува и колку бетон е и колку ќе се фрли и колку кубици бетон ќе се фрлат и колку земја е ископана. Има многу прашања кои што навистина треба да се анализираат многу подлабоко. И она што се случи како несрекна изјава на поранешниот председател на државата, како и недоверието во однос на одредени постапки или создавањето на една представа. Па дека нели сме одлучиле погрешно да се парафразирам. И апсолутно тоа е она што недостасува, на пример. Што е пострашно? Боби, мене нема да ме чуди ако вие имате било каков коментар. Ако јас длабоко влезам во анализа и ќе знам што сакате да кажете. Не, меѓутоа има разлика. Ако вие го анализирате, како што еве вечерва анализирате и посочувате одредени аргументи, има разлика. Има разлика ако вие му го оспорите правото на поранешен председател јасно да го каже својот став. Нека се го каже, но впрочем, за тоа го плаќаме, односно му ја плаќаме канцеларијата, бидејќи работи и не користи пензија. Меѓутоа, да излезе вице-премиер на влада, подпредседател на партија, па денеска да се продолжи со пресконференција. Тој изгуби на избори и нема што да каже. Тоа е дрскост, демократска некултура, исто подеднаква на министерката за финансии. Ти не си мажена, немаш деца и немаш право да зборуваш. Не беше така кажано. Не беше тоа, беше толкувано слободно. Морам да ви кажам, тоа е навистина несрекна изјава и јас неколку пати одговарам на истото прашање. Цитира, вие немате право, со кое право вие ги ставате жените во уста, но да ја оставиме таа тема. Не, ама тоа е, не ова сега што го кажувате, не сте во право. Не беше така кажано. Излезе Александар Николовски и рече Стево Пендаровски нема право да зборува. Ајде ве потсетам, зошто да нема Стево Пендаровски право да зборува? И прати бакнешче Бојан Маричич на колешката Дафи, например. Тоа е несреќен момент, момент на слабост и така натаму. Тоа не е сигурно некаква желба за некако флерт или не знам какво додворување. Ја разбирам поентата и добро е што имаме оваа дебатна емисија. Се надевам дека и во пиарот на владата и пиарот на ВМРО ДПМН ќе извлече од ова позитивен заклучок и ќе се утре ќе излезат пак со уште една пресконференција. СДСМ и Стево Пендаровски немаат право да зборуваат затоа што ги изгубија изборите. Тоа не е политичка дебата. Апсолутно, тоа е малку и така парафразирано. Но ако земеме да го анализираме ова што е суштинско прашање кое што сите не засегнува, тоа е
кога ќе се прифати дека нашите стратешки определби се јасни. Од почетокот на 90-тите до денес. Како да објасниме и како да ги разувериме нашите политички опоненти дека нашите напори кои што ги правиме се во интерес на Македонија и се во интерес и на стратешкото партнерство со Соединетите Американски држави, но па и едно малку да дадеме и едно кредо и на нашиот дигнитет пред нашите пријатели во Европската Унија. И тоа е изборот на политика и дипломатија која што е во моментов актуелна. Дали ќе вроди со плод и како ќе вроди со плод, брзо ќе имаме прва проверка во октомври месец оваа година. Ќе видиме како граѓаните тоа го проценуваат. Многу брзо ќе има и други резултати. Таа проверка ја пославте веќе со 100 милиони заем. Добро, сега и вративме доста од заемот од 2018. Сега јас економист не сум, така што не влегувам во таа тема, но во суштина една мала земја како Македонија на оваа географска положба таква каква што е, обкружена со своите историски соседи со прашања и дилеми, со сите внатрешни и надворешни фактори, мислам дека добро се движиме. Од ова што вие го говорите, сепак ми се чини дека немате некоја голема дебата и размена на информации внатре во партијата, бидејќи вашиот пристап вечерва многу отскокнува од она што го слушнавме, од што можевме да ги извлечеме тие констатации кои што ги реков и за арогантност и некоректност и на крајот и за немање на демократски капацитет. Петровска, може ли да го подвлекуваме и зошто го правиме тоа равенство оправдано или неоправдано во јавноста или? Не мислам дека треба да правиме равенство, само ќе ми дозволува да малку да искоментирам за 2-3 работи. Овие коментари кои што ги напоменавте од типот на тој нема право да зборува, таа нема право да зборува, така натаму. Споменав меѓутоа. Не, апсолутно давам работа. Тоа во суштина останак за мене парадигма како на непристоен и недозволив демократски речи. Не заради славјанка, туку заради политичката култура во парламентот, кон која што ќе се сложиме дека сите се стремиме да биде подобра од тоа што било претходниот ден. Еве, вака да кажам. Зборовите кои беа употребени кон мене беа со кое право ти ги ставаш во уста мајките кои имаат деца и така натаму, и сега јас нема да навлагам во тоа што била позадината на тие зборови и така натаму, меѓутоа е факт дека јас се почувствував дискриминирана како пратеник. Остатокот од јавноста реагираше бурно од своји причини, не заради славјанка. И тука министерката потоа за жал неумешно се обиде и употреби на терминологија дека ја затвара темата. Ако ние велиме дека имаме научени лекции од минатото, и ако вие како власт велите дека демократијата и граѓаните ни се пред се, тоа е со кое право таа затвара тема која е за јавноста и се уште отворена. Но не се. Она што мене ми пречи е што јас лично не сум изненадена од реакциите на ВМРО-ДПМН како партија по повод интервјуто на поранешниот председател Пендаровски, од типот на од каде сега нема право да зборува. Тоа ние секој ден во собранието речи се го гледаме. Затоа што кога ќе излеземе, највообичаено на контрареплики ни се враќа со кое право вие зборувате. Со правото кое што ми го дал Уставот и изборите, со тие гласови кои што сме ги освоиле. Дали се 150, дали се 200, дали ќе бидат помалци или повеќе, е прашање на избор на граѓаните. Јас сум во собрание, сум подеднакво легитимен представник како и сите кои припаѓаат на коалицијата на ВМРО-ДПМН. Ете, оттаму е моето право и правото на било кој да зборува, особено правото на поранешен председател на државата. Ние имавме неколку повици, токму на принципот на научени лекции, имавме неколку повици, како опозиција зборувам, да дебатираме на темата европска интеграција на нашата држава и при тоа рековме, за да не бидеме под притисок на јавноста. Дека еве, едно зборуваме пред камери и така натаму, се надпреваруваме, дајте да го направиме тоа на затворена седница на собранието. Каде што ќе дебатираме меѓу нас, ќе кажеме кој од нас што размислува, министрите, премиерот ќе не брифираат со информациите кои тие ги имаат и тоа ќе остане во собранието. Собранието тоа го заслужува, на собранието тоа го бара, бидејќи местото за дебата е во собранието.
тогаш апсолутно ќе се сложиме дека ако се одржеше една таква седница, ќе сметавме дека ВМРО ДПМН ја извлекла поуката од она што вие сега го нарековте дека е лошо однесување, без разлика дали се однесува на еден министер или на целата влада, апсолутно. Ако сакате да ни покажете дека сте ги научиле лекциите од нашите грешки, зборам на СДСМ и коалицијата докога сме биле власт, тогаш апсолутно требаше да се организира една ваква дебата. Нека биде, повторно ќе кажам, без камери, без јавност. Ама иницииравме, бевме одбиени неколку пати. На комисија за надворешни работи. Председателот на СДСМ, кој исто така е и пратеник и председател на Националниот совет за евроинтеграција, побара да се организира седница на собранието каде ова ќе го дебатираме. Неколку пати беше повторена, неколку пати бевме одбиени. Ама тоа било на местото каде што одат само координаторите, ние другите. Јавно беше на телевизија, неколку пати го прозва и председателот на ВМРО ДПМН и премиер. Нека поднесе институционално зашто. Апсолутно бевме одбиени од страна на председателот на владата и председател на ВМРО ДПМН дека не гледа потреба за таква дебата во собранието. Затоа велам, ако велиме дека сме научиле лекции, односно вие сега како власт сте научиле од тоа што било лошо владење кое и тогаш ќе впрочем и сега го критикувате, тогаш како ние ќе веруваме дека или граѓаните ќе веруваат дека сте поразлични кога еве барањето на опозицијата за дебата во собранието се ускратува. Ако направиме анализа на одговорите кои ги добиваме како пратеници од извршната власт, тогаш ќе видите дека во сите нив провејува ова за кое што сега зборуваме, а тоа е кои сте вие да поставувате прашања. Не, јас сум на тие седници, Славјанка, не се согласувам. Некогаш има и некој момент кога некогаш, не знам, сега, како да ви кажам, најнепримерно е да браните некој друг. Во таква улога не сакам да се ставам, ама во суштина има прашања кога навистина и политички одговор треба да се даде или попаушален, ама многу често темално, дури по мој вкус, претерано се упатуваат прашања кон премиерот. Мислам, тука имаме министри за правда, имаме министри за социјална политика. Имаме министр за правда, многу сум изненаден. Одиме на кратка, мораме на првата пауза за реклама. Продолжуваме понатаму. Иванка Василевска, пратеничка на ВМРО ДПМН и Славенка Петровска, пратеничка на СДСМ. Василевска, со вас. Она што провеува во јавноста е дека ЕУ беше многу неправедна кон Македонија и редно е и добро е ова што премиерот го прави, но колку од друга страна тоа е логика која што може да ни донесе некакви резултати, бидејќи сведоци сме дека новата политика на Трамп е политика на трансакција. Кога заврши говорот на не кога заврши, туку последното прашање за премиерот во неговиот говор на СИПАК беше што вие како мала земја ќе направите за нас за да ја спроведете, за да ни помогнете во спроведувањето на новиот енергетски пристап на председателот Трамп. Од тука е и прашањето, може ли, еве, како професор, ни една теза, ни една магистерска, ни еден докторат па една семинарска, ни една теза не може да заврши без одговор. Може ли една стратегија да бидеме меѓу првите во стројот пред или кај администрацијата, одговорот да биде што ќе дадеме и што ќе добиеме, одговорот да биде ќе видиме. Се согласите дека одговорот ќе видиме не е стратегија, туку опит. Па што биде, нека биде. Имало многу пати во минатото кога биле изневерени очекувањата, а она што е суштински важно е дека и треба јавноста тоа да го разбере, дека во рамките на Европска Унија покрај бирократизиран, малку спор административен апарат и одредени по, да кажам, закоравени начини на функционирање и сето тоа кое што следи во толкав еден систем, имаме ние и голем број на пријатели. Имаме пријатели и сега да јас доаѓам од конзервативната опција, нели нашата сестринска организација таму е ИПП, но имаме во рамките на европскиот... Сега сте во ИПП или ќе бидете во Патриоти?
Се уште сте официјално во си остануваме во ИПП, не постои дебата за некаква промена. Мислам дека патриотите се многу порадикални и далеку се од сензибилитетот на нашата Орбан политика. брат минатата недела договара за не можем Open Balkan 2, односно нов регионален сојуз Македонија, Србија и Унгарија. Видете, да се направи едно полутежиште за Западен Балкан и да се даде некаков вид на автономија на тој целиот простор и значи да не се стане полноправна членка на Унијата, тоа е одамнешен француски план на француската политика. Тоа е малце генерално неприфатливо, бидејќи планот за мировниот план, всушност, кој што го представува самата Европска Унија денеска, а почива на мировен план, е да го обедини целиот полуконтинент во една заедничка заедница и целта е да има траен и вечен мир. Во услови кога ги имаме сите овие недоречености и во услови кога морам да кажам, тоа и го кажавме кога се видовме со нашите европски колеги, но јас го кажувам во моите билатерални средби, кога беше нашиот источен сосед поискрен, кога пристапуваше во рамките на европското семејство и кога декларираше дека нема никакви нерешени прашања со било кој од своите соседи, или кога од внатре ни постави дополнителни услови од кои што излезе од рамките на Копенхашките критериуми. И тоа беше еден навистина огромен шок и голем предизвик за Унијата. Унијата кој што во овој момент има разногласие во однос на тоа кој треба да добие приоритет во пристапувањето. Па јас ќе ве потсетам дека во минатото многу поодамна, пред повеќе од 10 години, Македонија стагнираше, тоест беше закочена, бидејќи Албанија имаше други проблеми и требаше во тој евроинтегративен процес да почекаме таа да се искачи малку повисоко, да го подобри внатрешниот поредок, па потоа да продолжиме понатаму. А денеска зборуваме за ситуација кога Албанија па и Црна Гора сериозно си ги решаваат задачите, домашните задачи, исполнуваат решение и така натаму, додека ние сме заглавени ни напред, ни назад во едно историско прашање. Можеме цела емисија да направиме само да ги редиме оправданите точки на нашиот револт кон Европската Унија. Меѓутоа, прашањето е дали при тоа се е добро извагано, бидејќи ако вие имате став дека трансатлантското партнерство се сведува на јас по член 5 ќе ги бранам оние што ќе си платат, повлекувам дел од моите сили од Европа, тогаш тежиштето на одбраната на Европа останува на европските земји или на сила стапува оно што, само за да не замарам, еден пасус ќе прочитам од договорот за безбедност и одбрана со Европската Унија, вели: партнерството воспоставува платформа за зајакна диалог и соработка за безбедностни и одбранбени прашања, што ја изразува решеноста на двете страни да работат заедно за да се справат со заедничките безбедностни предизвици во се посложената глобална средина. Ова не е кажано и подпишано пред 3 години. Ова е во ноември. Така. И сега тука се моите дилеми и прашања. На средбата на претседателот Макрон во Белата куќа, кои беа заклучоците од таа средба? Од Макрон се очекуваше да отиде и побомбастично да му каже на Трамп, дека не се согласува со пристапот или промена на пристапот. И излезе нешто сосема поинаку. Знаете како? Во меѓународните односи и на глобалната политичка сцена во периодот од студената војна со униполарниот свет, тоа можеме цело 2 сати да збориме, се променија играчите, но и во денешно време, во 21 век, денеска додека седиме, имаме исто така многу други играчи на глобалната сцена кои што апсолутно Европа не ги зема во предвид. Не, ние дури седиме, може би, пошто во Украина има преговори, или пак се старале, или напишале некој договор, или нешто трето се случило. Затоа прашањето колку треба баланс и не без причина ја прочитав и оваа одредба, бидејќи ние не можеме да кажеме не го почитуваме тоа што
тие договори кои што се потпишувани, тие се 10 годишни, тие се со дузина обврски. Добро е тоа што го слушаме, еве дека се потпишуваат нови договори, немам информација навистина дали е тоа дел од тие транши од првичниот договор од 260 милиони преостанати или се нови пари, меѓутоа останува фактот дека ако тие договори се потпишани сега, дека Македонија е сепак во фокусот. Колку Петровска ни е потребен тој баланс и промена на дискурсот на политиката, бидејќи политиката е таа која што на крајот ја диктира таа перцепција во јавноста. Или си за, или си против, па оние што се за се херои, другите што се условно против се постојано исмевани и никако да отвориме простор за дебата во која што ќе дебатираме за македонскиот интерес. Недоречените изјави кои беа давани, зачинато сето тоа со обидот на пиаровскиот обид на ВМРО ДПМН да ја оцрни СДСМ дека еве сега вие се повлекувате од тоа дека Соединените американски држави се наши стратешки партнери, во суштина ја предизвика ваквата дебата или тензија, политичка тензија во општеството дека едни се за, едни се против. Кога ќе дебатираме на темите кои не оптоваруваат, особено на прашањето еве, она што е се уште за жал актуелно, а тоа е што се случува во Украина и што ќе се случува и утре и во наредните денови, месеци и години, апсолутно јас од оваа дебата можам да заклучам дека барем ние тројца сме на иста линија, тоа е дека посакуваме мир сега и веднаш. Ако се прашуваме ние. Да. Ако зборуваме за тоа малце пошироко геополитички, кој има интерес поголем од тоа во моментов да се означи мир, јас би рекла би била многу реална и не би рекла дека постои траен мир загарантиран, но постои траен мир на кој треба да работиме, сите ние. Дали на кого повеќе му одговара тој прекин на војувањата и така натаму, апсолутно повеќе одговара на Европа. Прашајте ги во Полска, прашајте ги во земјите кои граничат и кои се на, да се изразам со речникот на НАТО алијансата, источното крило. Таму навистина стравуваат од она што може не Русија, режимот во Русија да прелее и да се случува и во нивните земји. И тие се под сериозен притисок во јавноста. И затоа, но второто подпрашање, или да речам, второто нешто на кое мора да бидеме свесни, е како ќе се постигне тој мир. Дали по секоја цена? Дали начинот на кој што ќе се реши состојбата во Украина, ќе се постигне тој мир, во кој сите понатаму ќе треба да учествуваме во гарантирањето и така натаму. Дали, ако тоа биде неправедно, целосно кон Украина, дали тоа нема да предизвика пореметување на оно што значи безбедносна архитектура овдека на Балканот? И тука треба да бидеме свесни за состојбите. Дека, за жал, и во сега, денес, се уште постојат отворени прашања овде, кои, за жал, ќе речам повторно, може да исценираат, да предизвикаат безбедносни конфликти. Не велам во Република Македонија, зборувам овдека на Балканот. Така што во тоа навивање, кој за што сме, треба да бидеме свесни и на ова, ајде да речам, некоја зацкриена опасност. Не, па дали го губиме моментот да навистина да ја отвориме дебатата, првенствено меѓу вас политичарите, затоа што навивањето, дневниот пиар, секогаш е поподатливо од суштинска дебата. Што се вака се умешувам, ајде да речам, во текот, но неколку емисии ми останува недоречено. Едно нешто кое што е мене лично, како поранешна министерка за одбрана, ми тежи. А тоа е нешто што се обидува да се провлече сега од владиниот пиар, а тоа е дека па ние малку не даваме толку поддршка на Украина воена, затоа што ние повеќе сакаме мир. И јас не бев таа што сакаше војна. Затоа што Украина не беше таа која што прва ја почна војната. Тоа беше Русија, односно режимот на Путин. Политички дали е коректно или не, тоа мој личен став, така го нарекувам, апсолутно. И јас тогаш сметав, и лично, меѓутоа и како министерка за одбрана, и следејќи ја политиката
геополитичка во целиот тој контекст, сметав дека на Украина треба да и се помогне како на демократска држава која е нападната и чијшто суверенитет е нарушен. Не значи дека јас сум сакала затоа и прашав. Затоа велам, сега оваа теза дека ние нема да помагаме и еве абстинираме од помош кон Украина затоа што сакаме војна. Украина секојдневно во секој момент е нападната. И таквото наше објаснување, сега зборувам еве во име на државата, да не се сватам погрешно, таквото наше објаснување апсолутно не носи ништо и не доближува до она што се сложивме дека го посакуваме, а тоа е мирот. Вие видовте со каков ентузијазам напладне, без никаков аргумент, не можевме ни доволно ни да го прочитаме целиот документ, ја гласавме поддршката за Украина 22-ра. Например, јас тогаш сакав да земам учество, сакав да говорам, мене тоа ми се теми кои што ги работам, ми се особено значајни, особено Крим како стратешка точка која што во суштина е според мене главниот таргет и главната цел во геостратегијата и во новите процеси на светско ниво и процеси кои што се случуваат. Ние сме некако магепсани, не говорам ние овде присутните, но мислам дека јавноста е фокусирана само на Европската Унија и на Америка. А во суштина имаме и други процеси кои што се случуваат, пак ќе кажам, и во Азија, и во Африка. Еве, сега минатата недела бев во Женева, имавме навистина интересни состаноци со поголем број на парламентарци од африканските републики за нивните аспекти, нивните прашања во еден глобален свет во кој што ние, како од времето на движењето на неврзаните, изгубивме контакт, заборавивме дека постојат реално вака во геополитичката сцена, а се присутни, имаат што да кажат и навистина се интересни вака за анализа, бидејќи овој поредок кој што веројатно по мене, не мора да се согласите, но сметам дека она што почна за време на француската буржуазка револуција како процес и трае низ вековиве, 2 века и нешто плюс, полека завршува и влегуваме во некоја нова цивилизацијска ера со нови предизвици во кои што гледаме дека кој повеќе, кој помалку е подготвен да ги предвиди или да донесе одредени заклучоци. Она што ќе се согласаме дека апсолутно траен и веднаш мир во Украина ќе биде за спас за сите, за целиот украински народ и за сите кои што се околу нив, бидејќи секоја држава на крајот од денот заслужува да си го брани својот суверенитет и интегритет. Но тогаш доаѓаме до прашањето дека не е толку едноставно. Ние сме први во редот, сите што ќе дојдат потоа ќе бидат втори, трети и четврти, бидејќи видовме дека тоа први во редот не е никаква гаранција од, ако ништо друго, од сецрната честитка за националниот ден на Бугарија од страна на Рубио. И тука е прашањето што премногу се има непознати во овој момент, да ако дојде до ситуација за која што Европа се подготвува и упати порека дека ќе преземе голем товар од одбраната врз себе, тогаш ние ја делиме таа судбина за среќа или за жал, а не судбината на како уште една звездичка 51 на американското знаме, бидејќи тука ни е поврзана економија со германската економија. Поврзани сме многу со нив, поврзани сме со одредени, поврзани сме со Израел, поврзани сме со Турција. Имаме поголема работа, но знаете како моето мислење, не мора да е така, мое лично мислење, дека тоа што го видовме во Соединетите американски држави беше повеќе за подигнување на внатрешниот македонски морал. Дека не беше дека некое големо трчање први да бидеме или први да се допаднем. Мислам дека можеби така делува, ама ние од секој од нашата перспектива кога ги анализираме работите, така си ги можеби и толкуваме. Во суштина мислам дека повеќе беше да се испрати порака дека конечно доаѓаме под чадор кој што ќе ни даде сигурност, безбедност и гаранција, можеби помош да можеме малку да подобриме нашата улога. Секако. Изјавите кои беа дадени од премиерот е дека ние го зафативме местото. Добро, така беше, тоа е порака и до македонските граѓани. Апсолутно да, меѓутоа што повеќе гаранција ќе ни даде од безбедносен аспект гледано од нашето членство во НАТО алијансата. Тоа е сигурно. Она што ако сега го гледаме тој дел низ призма на безбедноста, тогаш за мене е особено значајно како поранешен министер за одбрана и апсолутно
поддржувач на стратешките определби на Соединетите Американски држави, сега велам стратешките определби на САД, апсолутно е важно и такако присуството на американските војници на наше тло. Она што е денес македонската армија, со сиот респект на сите луѓе на кои длабоко им се поклонувам и верувам сите го делиме истото мислење, заради сите турбуленции низ кои поминувала нашата држава и заради тоа што секогаш се сметало дека нешто друго е поприоритетно отколку ова другово за членувањето во НАТО, бидејќи имавме нерешен проблем со Грција, малку помалку се инвестираше во одбраната до 2017. Соединетите Американски држави и уште неколку други земји навистина први се Соединетите Американски држави исклучително многу помогнаа во поддршка и градење на капацитетите на македонската армија. Има многу долгорочни пријателства и помеѓу двете армии, да кажам, меѓутоа кои прераснале, се разбира, и тоа е на задоволство на сите нас и во лични пријателства. Повлекувањето, ако она што беше најава на претседателот Трамп, кое што патем е негова одлука која се води од неговата политика, која јас лично не мислам дека сме изненадени, бидејќи горе-долу тоа беше тоа што се зборуваше и во текот на изборите во Соединетите Американски држави. Меѓутоа, гледате дека како некој од позициите или изјавите понекогаш се модифицирани или променети. Например, пред известно време беше донесена одлука дека нема да се споделуваат повеќе разузнавачки информации со Украина. Во пресред на средбата се смени. Тоа денеска е практично дека, односно изјави претседателот Трамп дека веќе таква, односно ја суспендира таа одлука. Текот на случувањата, практично, веројатно информациите кои се споделуваат, се добиваат, практично прави да одредени одлуки или позиции да бидат променети, и јас пак ќе кажам, тоа е за доброто на сите нас. И затоа се сведуваме на тоа и констатацијата дека ние, како неклучни играчи во геостратешката политика, дека не треба да се истрчуваме и да се позиционираме таму каде што сме веќе позиционирани. Соединетите Американски држави апсолутно, наназад ако се вратиме, имаат континуитет на поддршка на нашата држава. Мене ми остана, затоа велам, мене ми остана неодговорено прашањето, вие како моја колешка не сте адресата апсолутно на тоа дали ваквото брзо одење неколку пати во Соединетите Американски држави не е постфестум, односно дека ВМРО ДПМН ќе треба да се оправда за неподдршката на Преспанскиот договор во 2018 година, кога исто така претседател беше сегашниот и тогашен претседател Трамп. Значи, тоа е едно од прашањата кои лебди во воздухот и не само јас го поставуваме многумина. Не го поставуваат, мисля, че не тоа го поставуваат. Отсуството, затоа што тоа е исто така стратешка одлука. Тогаш Соединетите Американски држави, токму заради се ова што го зборуваме дека државите кои пред нас се влезени и во Алијансата и во Европската унија веќе функционираат во системот на споделување на мрежи, на системот на споделување на информации, мрежи и така натаму, каде што знаат кои се и чии се нечи намери во поглед на геостратегијата овдека, па и на Балканот и на Европа. И така што од денешна гледна точка, јас прочитав коментар, не е вкусно нели сега да споделувам кој го кажал тоа, затоа што не е присутен, меѓутоа не може да кажете дека од позиција на поранешен амбасадор да кажете дека сгрешивме што влеговме во НАТО во 2020 година, сега ќе влезавме во пакет со Шведска и со Финска и немаше да има протерава да го менуваме името. Не е така. Беше водено со кампањата дека ќе влеземе во Европската унија, НАТО беше само една скаличка. Такви изјави кои веројатно претпоставувам бидејќи доаѓаат од таборот на власта, треба да служат како не брзете со ЕУ, заради тоа што во пакет ќе влеземе. Таквото калкулирање за мене мислам дека се плашам. Со сета резерва, бидејќи јас ги немам сите информации, јавноста ги нема, се плашам дека може да не чини многу повеќе. Ние велиме дека, односно власта дава изјави дека се придружуваме до тоа што се е европска агенда. Но она што утре ќе се случува во собранието не е дел од европската агенда. Тоа ќе биде последното прашање. Имаме само 4 минути и пауза за реклама. И во завршница прашање за кое што ќе ни треба цела една емисија, меѓутоа
Говоревме околу тоа колку, на кој пат сме и каде сме. Василевска за вас прашање по една минута и по минута и пол, бидејќи пробиваме во терминот. Колку она, бидејќи го споменавте и мешовитиот комитет, колку она што веќе е обврска на собранието бидејќи е ратификувано, реформската агенда е навистина во фокусот на актуелната власт, бидејќи ако ги видиме тама процедурите кои што се наведени за реформи во судството, она што ќе се случува утре, она што ќе се случува после неколку дена и една-две недели со јавниот обвинител, се сосема спротивни од патеките кои што сте ги усвоиле, не само како влада, туку сега и како официјален собраниски документ. Боби, утре ќе отвориме расправа и ќе говориме по поглед на 5 интерпелации на 5 членови од судскиот совет кои се избрани од страна на собранието. И свесни сме дека тие автоматски нема да значат нивна оставка, но ќе се обидеме преку аргументи и со разложни ставови да им укажеме дека очигледно не исполниле задачата за која што биле поставени. Она што не оптеритува како општество и непотребно е да се дебатира на таа тема, мислам на секому му е јасно. Еве да ви го покажам само телефонот во денот колку неправди, колку криминал во судско правосуден систем има. Меѓутоа владата ветила, се договорила со трета страна, собранието се договорило. Ама си тече тоа, законите ќе бидат, па јас колку што го слушнав пред Нова година или после Нова година министерот за правда, тој најави дека во јуни се прашавме дали има министер за правда. Без оглед на неговата неактивност или невизибилност. Тој најави, ја памтам таа изјава, беше како соопштение во Недела на вести и ми остана бидејќи мене ми е важно тоа да го следам, сакам да сум во тека до јуни ќе почнат измени и дополни нови законски решенија во корелација со истото. Да. Ама не само за судски совет, има и за сет на закони кои што произлегуваат, така. Сега, тоа е тоа. Во текот на утрешниот ден, топло им препорачувам на сите македонски граѓани, сите гледачи вечерва кои што не следат, да ја проследат дебатата и нека извлечат заклучоци. Ние сум убедена дека ќе ги аргументираме најиздржано сите оние пораки кои што треба да се испратат и на крајот од денот мене лично некој да ми каже дека имам 2% доверба во правосуден систем, затоа не сме, повторно ќе кажам, ние тројцата виновни што седиме на масава, затоа се виновни силни политички елити и мокници кои што во даден момент инструирале и поставиле своји партиски послушници, луѓе со многу слаб интелектуален капацитет, луѓе кои што навистина не би биле на тоа место ако не била партијата. Знаете? Кога нема да се повтори истото. Кога нема да се повтори истото и кога на министерот за правда ќе му кажете: добро министре, ако нема време да се донесе целиот закон, а работната група ги има подготвено критериумите за избор на нови членови, дајте да ги да ги изгласаме тие нови критериуми за избор во измени, бидејќи од кај да знаеме, па можеби на некој ќе му проработи совеста да си даде оставка, а ние, бидејќи сме ветили дека ќе работиме според нови принципи, да си ги избереме по тие принципи, а не да биде најдобрите од нашите. И дека нема да си го дозволат бламот и понатаму да оди, поготово што со аргументите и со она што излегува, го читаме преку медиумите, навистина имаат огромна одговорност и не се достојни на задачата. Имаат и притиск. Петровска, рейтингот или процентите на доверба или недоверба, како сакате, се индикатори, се показател за тоа каде некој се наоѓа. И точно е дека 2% на незадоволство или задоволство, односно од толку минимум малку поддршка имаат од судството од граѓаните, укажува на тоа дека не се задоволни граѓаните. Но, ако тоа го гледаме, ќе видиме на некои анкети од 2018, например, каде што сегашниот премиер имаше исклучително низок рейтинг, меѓутоа гледате со текот на годините, работењето на ВМРО ДПМ некако политичка партија, внатрешна реорганизација, така натаму, допринело да сега тој човек со таков низок рейтинг пред неколку години сега е премиер на оваа држава. Бројките се менуваат по таа иста анкета партиите како институција. Судството има 2,2, партиите има 2,4. Во целина. Партиите како политички субјекти. Дали она што утре ќе се случува или во наредните денови, зависно со тоа колку ќе трае,
е во суштина исчекор напред кон подобрување на судскиот систем? Апсолутно не. Зошто? Судскиот совет, една проста математика, има чинам 15 членови, вкупно. Ние ќе дискутираме 13, само така. за одговорноста, да, се извинувам, за одговорноста на 5 мина. Каде е тука правдата? Каде е тука правичноста? Само овие 5 мина се виновниците? Што е со оние останатите други? Она што мене ми пречи, зборувам како граѓани, растаретена од политика, растаретена од партиски притисоци и така натаму, е што дебатата за реформата на судството, за жал, ќе ја водат пратеници кои се под знамето на политички партии. Нема да ја чуеме стручната јавност, нема да ги чуеме тие кои што се дел од тие 2%, ама ние утре од позициите кои ги имаме во собранието ќе ги уцрнуваме до бескрај, додека не ги натераме самите да се повлечат. Ова е спротивно и на заклучокот кој го донесовме заедно, зборам како Мешовит парламентарен комитет, и сите ние гласовме, каде што се сложивме пред 10 дена, дека реформите во судството ќе бидат независни, ќе обезбедиме независност, транспарентност и не политичко влијание од било кој политички субјект. Морам само две реченици. Две реченици, Се стварно. извинувам. Апсолутно е така и ако се сеќавате, нашата прва намера беше да го распуштиме комплетно судскиот совет и тогаш беше лавина на реакции, тоа е под еден. И второ, само еден пример. Во одреден апелационен суд во држава, каде што вчера беше, тоест денеска избрана новата председателка, на прашањето зошто пресудивте така неправедно кон едно семејство, вели морав. Толку завршува муабетот. Кадровските решенија, какви и да се, не се реформа. Тоа е само замајување. Ви благодарам вечерва што бевте мои гостинки, вам почитувани, ви благодарам за вниманието, останете со програмите на ТЕЛ.